Почитувани, добро вечер, по 13-ти пат во втората сезона на Проверитас. Вечерва со мене најмладиот гостин досега во емитувањето на овој подкаст. Дел од она што едноста сака да го нарекува нова генерација на највирални личности на социјалните мрежи, популарно инфлуенсери. На моје задоволство, вечера во моје и ваше друштво е Никола Николовски, на пошироката јавност познат како Боемот. Никола, добро вечер и добре дојде во Проверитас. Добро вечер и благодарам за поканата. Како да ти се обраќам, Никола или Боемот? Како Никола може слободно. Никола, одлично. Да. Пред се да ти го честитаме Менделот. Вечерва и утре се слави во Скопје, нели, Свети Никола и сегде во Македонија. Уште 100 години си го славиш. Благодарам. И да ти честитам за уште една работа, пред неколку дена дипломираше конечно, нели? Да. Ми се добаја конечно што кажавте, бидејќи сега си дипломиран боем. Така? Да. Не, сега сум боем. Така, за прв пат, да. Си боем. Претходно, како вика, без високо образование, ако лезеш во кафана, си... Обичен пијаница. Да, обичен пијаница. Сега официјално сум боем. Така. Да. Дипломиран, кажи ми, имаш ли средно, бидејќи изминатиот период полесно, пред 2-3 години полесно беше да завршиш факултетот, колку да завршиш средно образование? Имам и средно и основно имам. Браво. Да. Основно во Љубен Лапе во аеродром, средно имам во Васил Антевски дрен во Кисела вода. Василантевски дрен? Да. Популарно познато меѓу народов како Борис Кидрич. За жал е така. Да, во моје време си каше Борис Кидрич, а другото економско си каше Моша Пијаде. Така. И мора да ја кажам една интересна случка, баш уште на почетоков, пред некој време одев до школово и се качувам во такси и викам на таксистот до Васил Антевски дрен, ако може додам. Вика, кај е тоа? Викаме средно во Кисела. Борис Кидрич. Сори, името на школото е сменато 93-та, ако не се лажам, а веќе колку таму 30 и кусур години луѓе го знаат како Борис. И тоа може вака окей, нели, ете Борис Кидрич бил некој, да речеме, од партизан од Словенија, ама мене па малку ме пречи зошто не се вика тоа школа Васил Антевски дрен. Сега не се разбира многу во историја, нели, тоа повеќе може историчарите да кажат, ама Васил Антевски дрен бил еден од првите адвокати во Македонија, еден од првите луѓе што И нема школа во Љубљана што се вика Васил Антевски дрен. Меѓу другото и тоа. Не, ама стварно бил една голема величина од човек што има многу придонесено за Македонија. Значи, кај него мене во кратки црти ако ми остави да кажам, мислам, он бил значи веќе реализиран човек кога нели се залагал за Македонија. Тој е роден, мислам дека 904-та, има многу голем придонес за Македонија, интересно е за него, нели кога било тука фашистите кога биле и на пример Васил Антевски има баш интересно што него нели го судат и му викаат за тоа што има партизанска одредба, вика вие сте вика ѓубрето на бугарскиот народ. Не вика баш напротив, јас и другите луѓе во судницата кои што не судите, ние баш напротив сме судот на македонскиот народ. Изборуваме јазик различен од вашиот. И кога него го судат, он бара да се зборува на нели обвинителот бара да се зборува на бугарски, а Антевски одбива. Му вика да зборуваат на српски како најблизок јазик. Тоа е одбиено од обвинителот и на крај зборуваат на француски. Да не доложам, да не доложам сега за ова. Меѓутоа, значи Васил Антевски дрен е еден од најголемите македонски дејци во историјата и мене ми е малку чудно тоа школа да го викам уште Борис, а дрен, самиот дрен како нели партизанско име како биле тогаш другите. Васил Антевски дрен. Раде Јовчевски, Корчагин, Кузман Јосиловски Питу, нели си да имале некој партизанско. Да, си да имале некој партизанско име. Дрен како прекар дрен, значи некоја нели дрво што не се крши. Јако, да. Што да, можеш ти да го виткаш, ама тоа нема да се скрши. Така што мислам дека е голем великан и еве во оваа ваша тука емисија да алудираме луѓе во тоа школа конечно почна да кажуваат Васил Антевски дрен наместо Борис. Сигурно Никола таксистот бил повозрасен човек и уште е заглавен. Па да, ама така е кај помладите, кај учиш Борис, до ден денес е така истото, да. Од родителите што слушале. Ама ете во оваа емисија мислам да дадеме до знаење на слушателите. Одлична информација. Јас не знаев ова дека така бил суден и дека на тој начин го правил. Сме имале големи луѓе во историја во секој случај. И храбри луѓе, ќе збориме за тоа и колку беше храбро во еден период, но покасно. Кажи ми, еве ја како повозрасен човек, најпрво што значи инфлуенсер? Според мене, сега да не бидам толку вака групи и директен, инфлуенсер прво ми текнува на оние слики кога ги гледам на социјалните мрежи, па оние жени со ботокси, со чудни муцки, па во некои неправилни пози стојат, нели како не дај Боже рахитични да се и така натаму. И сега кога го гледам тоа од друга страна, значи самиот збор кажува нешто сосема друго.
Што значи да си инфлуенсер? Мене- Што е инфлуенсер? Што е Дали се чувствуваш така прво како инфлуенсер? Баш заради таквите како што ги споминавте, и заради останати, мене ми е непријатно така инфлуенсер. Ја не ни знам, не ни сакам така да се декларирам, не ни сакам другите да ме декларираат. Од проста причина што боемот како профил што го имам, јас сум го почнал како средношколско хоби да си напишам што и како сакам. Инфлуенсер како инфлуенсер, ако треба да го дефинирам, мислам како што кажа нели зборот од англиски инфлуенс, влијание, само што кај нас е некако обратно, повеќе имаат внимание отколку влијание тие што се популарни, условно кажам популарни на социјалните мрежи. Многу добро кажано. Да. Не, еве, тоа треба да има некој човек чие мислење има кредибилитет, нешто му веруваш да може да поведе маса. Не сакам да звучам песимистички и демотивирачки, ама кај нас и нема премногу инфлуенсери, но вете, мислам дека може некои нови генерации нешто да сменат, да променат. Тоа се креатори на јавно мислење или влијание на јавно мислење што имаат луѓе, правилно би требало да биде. Така, точно, што креираат содржина и со тоа влијаат на јавното мислење. Има луѓе кои што се трудат, не викам не, окей, дечки има, ама пак не можам да разграничам што точно инфлуенсер, што е на пример, нели, писател па што си пишува нешто на социјални мрежи, што е обичен од некој човек што си пишува од Африканција. Или некој со 20 кила ботокс на него. Да, И тоа да. е инфлуенсер Од се по нешто, ама на свој начин. нема врска. Мислам дека ако нешто правиш искрено во државава, сега порано или подоцна луѓето ќе го препознаат тоа. Така што мислам дека се тоа доаѓа природно и спонтано. Не е нешто некоја си, како да кажам, титула, па луѓе да мора да има некоја си школа, за тоа мене ми е тоа малце чудно и малце пенологично да кажам. И мене затоа и те прашав помлад, си знаеш многу Да. подобро. Има и тоа ја не ги не знам па толку многу сега ја нели повеќе Facebook, Instagram, најмногу Instagram, ама нови генерации TikTok, слично ја тоа да ви кажам па не ни користам. Јас Така причам. што сега има и нови платформи, ама ете кој се труди, мислам, тоа е, Европа стануваме па нека има И светот. се по нешто, да. Рече, почна многу млад така, дури во средно училиште, и тогаш почна со онаа приказна да те препознаваат како боемот. Кажи ми како дојде до таа идеја, зошто таков идентитет, со која цел, пошто нели боем е човек градски кој што нели оди во кафеа, ни се радува, прави јама, култура, ни сите ти останати работа. А мала линијата ти што викаш помеѓу боем и пијаница? Тенка е границата, да. Тенка е границата. Зошто боемот? Па јас уште како дете многу сум читал книги, ете таки од дома ме научиле повеќе да се чита нешто наше, нешто изворно, лектирите за во школа обавезно, тоа не ни дискутирам. И меѓу многуте книги што ги читав во тој период, една од нив беше Бежанци, книгата од Петре М. Андреевски, што е посмртно издадена. И таму една од првите глави, ако не се лажам, прва, втора, беше Скопска боемија. И ми е интересно тоа дете, пример. На 16 години тоа сум го читал и читам за Скопската боемија, како ја опишува Петре М. Андреевски, како раскажува во која кафана седеле, Во кој мала, како, кој да, луѓе, кои биле, кои келнери пиеле, што како и мене интересно, боемија, тој термин ја го немав чуено до тогаш. И ми влезе во глава, а тој период имаше доста, знам се пишуваше тој период на Твитер, Фейсбук страници анонимно. Викам кој може секој да пишува. Ја тоа четврта средно бев. И викам кој може секој да пишува, што како мисли, ајде ќе напишам и ја. И почнав да пишувам под псевдоним. Најпрво речи се никој не знаеше дека сум јас боемот. Мислам, јас си направив профил боемот и почнав да си пишувам. Што е случува, нели, политички, општествени теми. Јас мој коментар давав. И боемот го одбрав ете според таа книга на Петре М. Андреевски, а боем како боем. Еве добро, пред некое време сум со диплома, ама ме зафркава дека ми фалеле уште 20 кила најмалку за да бидам боем. Па обично Никола боемите вака Да, како мене да. изгледаат 100 кила, луѓе Ама добро, спрчкани све- вака згужвани. Се многу во присtojно свое изгледа за време. боем. Да. Да видам погрешно разбор. Нели? Ајде кажи ми што би му порачал Никола на боемот од самите почетоци, од сегашна перспектива, што би му порачал на тој? Кола на боемот, па веројатно прва причина, да не речем и вака најважна некоја, да не се нервира за глупости. На почетокот, особено нели кога се открив јавно кој сум како сум, многу ме допираа сите коментари. Некој ти напишал од фейк профил што и како за тебе, ќе пцуе ово она. Јас се нервирам за тоа, не сум спиел цела вечер. Не знам, ако јас ви кажам дека воопшто не ме допира некој коментар, ќе ви излажам, особено порано. Значи, порано некој мене нешто ми пише кој што не треба, а бе ја не знам, 2 дена нема да спијам, ќе се нервирам, Како викаш, ќе гледам кој стои таму, ќе барам, Така. ќе истражувам. Отвараш Така сабајле, што Никола отвараш на мајле. боемот дефинитивно ќе му препорача да не се нервира за глупости.
Неќам вака да зборам у трето лице, еднина ме потсека на нешто. На еден политичар, Заев, така? еден политичар од Македонија, така што ми е малце глупо да си зборам у трето Со лице. жичката, нели македонска што не смееме да го Изгубен во пипнеме. времето, ќе го барам семето, така ли? Браво. Долго време никој не знаеше дека си ти кажа, пред малку спомна за овој профил. Да. Иако влијанието почна да расте многу тоа на социјалните мрежи, беше многу нешто интересно. Како изреагираа луѓе околу тебе кога дознаа дека Никола е Бојанот? Тоа почна да се шири од човек на човек. Пример, најпрво знае еден, па тој ќе каже на друг, па друг цело друштво. Као вика тоа во Скопје, за се чува, двајца да чуваат тајна во Скопје, едниот треба да биде мртов. Тајни практично и нема. И од еден на друг се расшири, реално, де факто, ја дека од аеродром сум, мислам дека сите знаат кој стои зад профилот. Но од Македонија нема моја генерација ни Сакаш за да аеродром. станеш анонимен, приказнат ли? Па не сакав да се експонирам, анонимен како анонимен, не сакав толку да останам можеби, ама не сакав да се експонирам. И прв пат и си имав еднаш појавено на некоја подкаст таму, па замаглен бев, па слично. Ама поише пишував од позадина, со тек на време почнам профилот повеќе и повеќе да расте. Два пати, многу интересно што профилот мене два пати ми беше избришан. Значи јас не сум бил некој што го терал цело време профилов. Јас стигнав Тоа си Бојан 2.0. Па за тоа сум кога првиот пат ми го избришаа профилот. Така. И сега тоа беше на мои 19-20 години, 21 еве, не знам точно. Мислам дека 21 имав тогаш. И тогаш беа актуелни некои теми LGBT, феминизам и слично. И јас настапував поконзервативно, а социјалните мрежи, алгоритмот Мислам нормално си настапувал. Алгоритмот, Некој да, конзервативен. не ме вадеше напред и по број на пријави, како се тоа Не си- репорти, Не си бил ми го бутнаа профилот, да. И ми го бутнаа профилот и примерот 0. Но твоите Пример, 20 нешто илјади фоловерс од 0. На нула. Закани притисоци овона и Тука во тој период ти се случи уште една вака непријатна ситуација, страшна состојба. Баш во периодот кога од анонимус стануваше познат, стана и државен непријател број 1. Така ти имам запознаено неколку дена после тоа во Радио Лида, нели? Денеска може би звучи многу смешно, но тогаш тоа беше сериозно. Беше ти етикетиран како терорист. Се сеќавам кога тогашниот министер Оливер Спасовски излезе на пресконференција и гордо зборуваше. Како ги доживуваше тие моменти? Јас кога те видов прв пат викам, зар овој човек е државен непријател број 1. вака може пример да ни звучи смешно, ама реално беше многу страшно и многу напнат периодот и многу трогателен цел тој период, не само за мене, туку и за мојата фамилија. Тоа што се случи, мене до ден денес не ми се верува и сега може вака дури да се насмеам, ама реално знам каков период сме доживеале дома, каков цел програм сме имале тој период. Може би не толку многу, мислам да, било лично, ама било и медиумски. Во Добро, беше линчуван буквално, кога ќе влезе во таа еден голем машинерија, да. јавен линч, онака помпезно приведен, значи еве сега мислам во кратки црти, јас тој период не работев ништо. Мислам единствено нешто што тој период работев беше тоа што си терам приватно со алоe вера производи, тој период ми дојде одлично, викам ќе си дадам отказ од работа, ќе терам само ова. И тој период ми оди одлично, ја баш седам на состанок, прв пат почнав тоа што станоци ти имам, седам тука со еден другар, викам вака ќе работиш толку пари, ќе заработиш од продажбата на ова, процентите како одат, објаснувам, правам, пустам. И баш тогаш ми звони телефон и ми викаат, здраво, вика, од полициска станица ви се водиме, вие сте пуштале дојави за помпи. Викам, остете ме на состанок, сум битно нешто зборам, не ме замарете, значи работам. Затворам. Тоа пак ми звони од друга полициска станица. Вие сте дојавувале бомби, веднаш дојдете. Викам, викам, другари, тука со мене, мислам, ти што го имав станокот, другари ми се. Вика, некој те зафркава, дај остави тоа, вика, објасни ни тука што збориме на Да, остай бомби, бе. Да. И потоа беше, мислам, најстресниот дел, мајка ми звони, вика, дома, вика, дојдоа 20 полицајци. Да те Вика, да, пред зграда, до ден денес ми трепери гласот, мислам, ова кога зборам, сега вика пред зграда, горе, вика, те бара, тебе, вика, оди во полициска станица. Одам јас во полициска станица, нели, ајде, викам, да видиме што е ова, станувам од станокот, викам, дечки, вака, ќе довршиме, после, викам, одма се враќам. Само ова и одам во полициска станица, се пријавам, нели, тука директ ме апсат, кој најголем непријател, ме влечат. Буквално беше така и стигам таму,
ајде вика прво ти конфискуваме све. И ми зимаат, ја носев куферче со мене, лаптоп си носев куферчето, пошто сум бил на состанок, каталози, алоe вера, и тоа све у полицијата му гледаат што има, како има. Записник. Да, па тогаш викам, ако ми го прислушкувале телефонот тие денови што сум зборал, највише може да чуете дека Да, зборам за што работам, да. Колку пари коштаат некои производи. И мислам дали кod смење беше ситуацијава, доаѓам таму, као што доаѓам, прво ме седнува таму едно сопче што ги носеле тие што ги правеле најтешките кривични дела. Вика, ја тука седам и сега потполнувам изјави што како таму, дека се согласувам ово она. И меѓу другото неколку работи што многу ми изнервираа, тогаш беше викам може ли ми дадете чашава пример. Веќе сум седел еден сат таму. Вознемирен, све телефонот звони, луѓе звонат, се дерат, моите од работа ги собираат, брат ми, сите тука. И викам, дали може вода? Не може. Значи, до толку, таков однос, све, вика, не може, вика, не може вода да пиеш. Викам, како не може. Не ти таму, вика, на чешма, та енергиоса на чешма, никак. Вика, и тоа ти е многу копиленно, ми вика полицајецов. Иди таму. Не знаеш, тако, притисоци големи, непријатно ти прават. И тука почна класика на муаветите, подобро признаник си ти. Во овој случај ти се заканува казна затвор 19 години. 19 години. Ќе одлежи затвор, вика ова е тероризам, најтешкото кривично дело. Мене не ми се верува, не знам кај сум, во шок. И тука мислам меѓу повеќето работи што во тој хаос се случија, мене ми тука кога дојдова мислам вика ти си ги пуштал да вика твојот мејл се пуштен да за бомби. Ја тука другу имав телефон пред ми од сора, викам, не, ништо испратено од мојот мејл. Значи не ми го ни хакнале мејл адреса не ми ја хакнале. Единствено направиле сличен мејл на мојот, додале едно Н+, пример Николовски ННН и додале едно Н+, значи тоа не е пуштено од мој телефон. Целосно монтиран случај, наместен само јавно да бидам изложен на притисок. Како заврши целата работа? Тука отпосле почна големото. Значи ова ја, например, на 3 сат ме приведуваат, 2-3, не знам кога беше. У 7 вечерта МВР излегува на прес, го фативме, вика, дојавувачот на бомби. Ја тука сум цело време во станица. Ми спрашува, доаѓа и мојот адвокат, што сега е министер за внатрешни работи, Панчо Тошковски, да. Имам прашање тоа. Да, јас мислам, сега ме подучи единствено ми рекол, вика, знаеш, со адвокат да имаш. Нормално, да. И со него тука 12 часа, мислам, бев во полициска станица. Тоа ти прв пат вака да те приведат контакт со полиција да во животот. Ја претходно имав само една казна во животот, казната ми беше за не носење маска на отворено во короната. На Охрид на пристаниште ми има казна до 10 евра дека не носам маска на пристаниште во Охрид. Ја терористот. Прв пат во живот влегувам во полициска станица, ја не знам, нет на мравка немав сказнато. Пред да влезам таму и се ми е чудно, полиција тука ти се понашат, ти се дерат, знаеш. И тие муавети признани за да не одлежиш толку. Тоа 100 пати ми направи муавет, тече тука испрашувањето и почна најголемиот притисок, што реков, медиумскиот. Тука медиумски кога се објави, еве го кој е. Твитери, фейк профили. Партал да направи, парче. Да, скроз какви све муавети немаше за мене. Тоа и може не ме допре толку мене многу, колку што ги допре моите. Особено па сега седам во полициската станица, усопчето тоа доле, горе ги слушам моите како целиот тој процес се дерат, ова кај, мислам не се дерат, нели прашуваат. А не ти даваат ни да ги видиш ниту ништо. Седам доле у тоа сопчето таму никакво. Јас и со неколку полицајци околу мене одам до ВЦ примеру тие 12 сати, до мене со мене одат двајца кога да избегам негде или слично. А што е најако мене на телефон ми се ти си пуштал дојде за помој. Ако стварно сум пуштал, ја ќе си отидав, немаше останица да. Немаше останица. И нема врска, помина таму да речеме 14 сати колку бев во станица. На крај ме пуштија дека немаше никаква си поврзаност, буквално не беше ниту мојот мејл, ниту ништо. Случајот беше затворен уште во предистражна постапка. До ден денес ми се одземени телефони, лаптопот, обвинителството. Дали тужеше за ова? Тужеше државата? Се консултирав дали да тужам, ми рекоа што ме до 24 сати, вика не можеш да ги тужиш. А и мене беше многу стрес. Ја не можев да спијам после тоа со денови. Мене ми беше стрес воопшто, се потсеќам на тоа. Еве сега пошто поминале, не знам, 3 години. Сега заради тоа зборам малку поопуштено. И некој не можев за тоа воопшто да. Тоа се страшно. И јас решив да не пробам да тужам за да можам на пример да
не ќе се тужам за да не проаѓам уште еднаш низ истиот тој процес. Така. Кажи ми те поколева малку тој директен удар во тебе и твоите блиски. Да во тој момент да помислиш не го правам повеќе. Може би тоа било првите неколку дена, ама само првите неколку дена. После викам, она што не ти убива те прави посилен. Те право така. Стравот е страшен за тие што му се плашат. Викам, одиме до крај, викам, сум се пуштил ова за да го правам тоа до крај. Сленговски да кажам, правот и тоа дромското кај тебе, нели? Да, апсолутно. Јас сум чешен, само и вас ве почитам дромците, добри сте. Да. Во последно време. Во последно. Кажи ми, во целиот процес против тебе, кажа адвокатот ти беше Панче Тошковски, актуелниот министер за внатрешни работи. Каков е твојот впечаток за него, најпрво како човек, а потоа како адвокат? Надворот, сега што е министер, не го збориме за тогаш. Па, мислам, мојата фамилија уште поодамна се познава со човекот и јас со него се познавав кој. Мислам, не да сме биле ние нешто блиски или слично, туку се познававме кој, па така излези да ми биде адвокат во целиот тој процес. Мислам, мене до ден денес во телефон ми мемориран Панче адвокат. Јас воопшто не го гледам како некој политичар и слично. Сум го гледал како еден, како да кажам, многу ќе звучи клише, ама како еден обичен човек. Нормален човек, да. Јас не можам да кажам вака општо, ама за мојот случај можам да кажам дека човекот се внесе 100% почнувајќи од тоа дека не беше во Скопје, мислам кога му се јавија, мислам дека беше во Велес кога му се јавија дека се случил процесот. Одма дојде за Скопје, цела вечер беше со мене до крај. У 2-3 сабајле кога ја дојав дома, преплашен дома, ја се тресев. Мене снагата ми се тресеше скроз, све ми одзема. Мене тоаш ми одзема се, меѓу другото, ја ми го одзема и лаптопот, ја во лаптопот трудови околу факултет, слично во она, ја и за тоа нервозен уште толку. Викам полагам во ноември беше тоа, кога беше колоквиумската. Полагам за некој ден како ќе одам на полагање. После целата колоквиумска не отидов, имав стравови навечер, не можев да спијам. Факултет после ми се испостави дека у 10-ти плане. Така, добре, го завршивме да, тука. ама можам да кажам само дека човекот во мојот случај се внел 100% и кој е тоа сега да кажам кога дојав дома ја преплашен, вика чекај, вика ајде малку ја ќе дојам кај тебе. Доаѓа кај мене дома со моите, не се секирете, не е ништо страшно, вика. Таква е процедурата каква што е, ама можам да кажам дека стварно испаднал онака човечки до крај постапил. И стварно му благодарам од оваа перспектива скроз. Така, ти си еден од ретките, а многу силни гласови, условно кажано, во македонскиот медиумски простор, кои што стојат стварно на браникот на вистината. Се она што го имам следено кај тебе, и колку и да е луцидно направено и со малку шега, е голема вистина во секој случај. Меѓутоа се издвојуваш со поголем дел од твојата генерација во твоите ставови. За многу работи, кои што мене лично ми се допаѓаат, пред се си човек кој што поставовите е близок до конзервативизмот, вака семејство, сакаш фамилија, луѓе, историја, Македонија, сите тие нормални работи. Во една твоја објава кажа дека многумина патриотизмот го чувствуваат како тренд. Што е патриотизам за тебе? Супер што се поединците за лични цели. Супер што се извадиле таа објава. Па како да кажам, мислам, народ што не го цени своето минато нема своја иднина. Мене тоа ми е цело време водилка, мислам, од сам старт. Или како велат американците, freedom isn't free. Значи, има некој кој што се изборил за тоа. И тоа мислам дека уште како дете, ја на пример додека бев средно, јас одев во младински образовен форум и бев еден од ретките десничари таму. Затоа мислам уште од тогаш сум го трасирал мојот пат како да кажам, нели, кон десницата, конзервативизмот и слично. Па потоа нели кога ќе влезеш, кога ќе навлезеш во тие работи, учиш што е либертаријанство, и сите тие идеологии поврзани со тоа. Примерете на почетокот кога сум го почнал профилот поемот, ја не сум бил толку многу упатен. Сум кажал како мислам, како гледа некој средношколец на тоа, ама со тек на време човек се надоградува. Како гледам патриотизмот, тоа веројатно е опширна тема, ама за мене мислам дека тоа е една поширока вака термин, можам да кажам патриотизам. Генерално човек што се сака своја држава, што плаќа даноци, што придонесува за оваа држава. Многу ние сме научени да кажуваме дека што дава државата за мене. Ама како беше мислата, не се праши што држава дава за тебе, туку праши ти што можеш да даеш за неа. Ти што си извадил државата, да. И многу ние сакаме да коментираме нешто колку ни се лошо, ама демократијата во која живееме ја гледам како двосмерна улица. Точно ние треба нешто да дадеме, ама мислам треба нешто да земеме, но треба нешто и да дадеме. Генерално
е вака патриотизам, сакање на државата, придонесување со конкретни дела, со плаќање даноци, со стварање фамилија. Со нормални вредности, татко и мајка Вистински и сите вредности, тие работи точно, нормални. апсолутно. Со одгледување на семејството. А не родител еден и родител два. Родител еден и родител, таква работа се надам дека Добро, на време тргна нешто така, ама се река се заузда па и прекина тој Добро бран. е, нема повеќе, јас тоа Да, викам. а убаво што се извадиле таа објава. Да. Ја имав дури и такви, споделени на мојот профил некои лични случаи. Например, јас кога славев матура, бев единствен. Тоа само да направам вака, мислам, една временска ориентација, тоа беше на пример 2018 година, каде што патриотизмот се поистоветуваше со затуцан дека си close-minded, или што беше не баш бањат. онака Така ги жаргонски кажано, не бањат во Моровец. Да. И ја на матура, пример, бев единствен во моја генерација на матура земав знаме. Леле, види го овој знаме земав. Како да ме као нешто да ми фали, ко со посебни потреби или кој знае што, дека знаме сум земал, дека знаме сум земал и од тие години мислам дека беше навистина реткост да се има некои си такви десничарски сфаќања. Или па тако беше бранат веројатно во медиумите, а тоа па и се рефлектирало и кај нас, што не сме разбирале толку многу нели средношколци. И мислам дека за разлика од тогаш до ден денес, еве сега не е ништо толку, мислам да не звучиме така мрачно. Сега си имам многу смеја до тој бран, не зборам за носење на знаме. Знамето е една формалност што е пропратена со целиот тој бран. Сметам дека сега младите многу почнаа повеќе во последниве неколку години, не во мислам последниве 4-5 години, полека да си ја ценат својата држава, да бидат горди македонци наместо како што беше на време граѓани на светот. Почна полека онака баш да бидат Се разбуди македонската свест, убаво, викаш кога сватиме дека можеме да изгубиме се. Ама веројатно како народ треба прво нешто да изгубиме, па за да се свестиме што и како сме имале. Да, ама Никола премногу имам изгубено во историјата до сега, знаеш, и нема повеќе што да губиме и не смееме да губиме. Како само уште ова, цело време само уште. Уште 2-3 дела. Кажи ми, нешто што многу ми се допаѓа кај тебе како млад човек, велиш дека младите треба да останат во Македонија. Искрено ме радува тоа размислување, бидејќи во секој семејство има по едно дете што е надвор, како велат, или две кои што не може да остане во Македонија, па ќе те прашам вака најдиректно, што треба реално да се промени за млад човек да сака да остане тука? И поради што најчесто се одат младите? Еве твоите Мислам, фактот дека значи не е сјајна ситуацијата овде, ама не е сјајна па ситуацијата ни во странство, ни во Западна Европа или кај да е. Мислам, ја секогаш сум го имал истиот став. Ја баш кога ја направив таа објава, ја ставив на популарната песна Should I Stay or Should I Go? Клеш. Клеш групата се вика, да. Така, и јас бев еден од оние малкутеми на кои што размислува дека треба да се проба да се направи нешто. Не знам, ја можам да кажам овде лично како гледам, при тоа сакам да знаат сите дека ја не осудувам никој пример ако тој реши да напушти држава или слично. Мене единствено сум размислувал можеби да учам факултет во странство или магистратура, па потоа се вратам. Тоа дефинитивно ми било као нели дел од размислувањата, ама да ја напуштам државата онака за цел живот, никогаш не сум го размислувал. Зошто еве најпрво да разчистам една друга работа и странство како Западна Германија, Западна Европа, Германија. Германија не е Германија како што некогаш било. Британија не е Британија, мислам и Западна Европа не е тоа што некогаш била. Така што мислам дека кај нас допрво ќе се случува тренд каде што ќе гледаме дека луѓе од странство се секогаш кодат, ама луѓе од странство ќе почнат да се враќаат во Македонија. Тој тренд мислам дека полека го има. Си имаме лични примери кои што биле во Германија па се вратиле или обратно. Тоа мислам дека најмногу заради оној сооднос што порано на пример овде бил соодносот 1:10 со Германија, па потоа 1:5, сега веројатно соодносот 1:3. Така што тој сооднос прави да и не е толку многу сјајно Западна Европа. Јас сметам дека не лично го гледам тоа како неодговорно да се иселиш во странство. Јас не знам, осеќам некоја си обврска да кажам кон моите предци да останам овде, да пробам да променам нешто. Ако успеам, ако не успеам, барем сум се обидел. Како и кад подобро ужасен крај отколку ужас без крај. Без крај, да. Нели од таме груев е тоа. Кој сад мислам дека мојот став на таа тема добив многу така негативни коментари. Што ти ли ќе смениш нешто овде? Ама ако сите гледаме ти ли ќе смениш нешто овде, ќе постапиме многу лошо. Така што да, ја на пример размислам фамилија овде да имам, овде да останам, овде да творам
И ако секој тргне од себе, мислам дека само така држава може да направиме подобро место за живење. Еве, ова нека биде и порака до сите млади луѓе кои што во моментов се колебаат и сакаат да напуштат Да, Македонија. и некој Нека супер е, на пример, живеат во оваа порака. странство се отиде, јас тоа што го почитам пример да се научи некоја нова вештина во странство, да се отиде некој дали занае, дали да се види. Да се дообразуваш, Има студентски така. програми, пример Work and Travel, тоа е одлично. Не знам, ете, ја лично сум бил на Work and Travel, брат ми бил и не знам, учиш нешто ново, потоа се враќаш. Тие програми мене ми се Ама допаѓаат. го имплементираш тука, така? Да, Твоето знаење отпосле го- а доаѓаш не тука. со знаење одиш па во странство. Да. Каде А ја што? имам еден пријател близок така од Бугарија, он вика дека сега во Бугарија веќе полека почна тој феномен да многу бугари што се селиле во Европа, сега се враќаат назад. Да. Мислам ова баш знам дека е таму, мислам дека истото е и во Србија. И од таму знам дека има доста таков феномен, веројатно ќе дојде кај нас. Јас знам една работа дека бугарите со кого се во сојуз пропаѓаат и многу брзо до сега историски покажано да не ме разберат погрешно. Ајде да се вратиме малку на медиумите, пак ќе збориме пак и на овие Ајде, теми. слободно. За твојата генерација ставот е дека времето на телевизијата умира. Така тврдиш. Во моје време телевизијата беше еден од единствените извори на информација и радиото, нели, и печатените. Имаме денеска многу алтернативни начини. Сметаш ли дека телевизијата е историја на модерното на јас и радиото? Кој што е во моментов си јас бев заедно Да, и таму, нели? Јас ова е факт вие што кажавте. Ретко кој во денешно време од младиве гледа телевизија, не знам, ја лично ќе почнам од себе, ја телевизија гледам единствено кога има некој спортски надпревар, што гледаме нешто, што ќе пуштам дома, гледаме фамилиарно, инаку вака телевизија како телевизија не ја уклучувам. Мислам дека тоа не е само во Македонија феноменот, истиот е во целиот свет. Младите полека се ориентираат кон социјални мрежи, нели YouTube како платформа, се поврзува на телевизор, си пушта емисија на YouTube што сака да ја гледа. И тоа го прави пример Netflix, сега што е модерно. За жал тоа е трендот, нели? Не знам дали сори за жал или за среќа, ама телевизијата полека полека е се помалку гледана, повеќе се става акцент на други платформи. Тоа дали окей, веројатно е добро затоа што ете на новите платформи може секој да Ама и поширок да се избор имаш искаже. Има поголема на факт е дека информација. има на пример на YouTube има поголема слобода. Ти можеш да кажеш што сакаш, а без при тоа некој да ти вика мора ова да кажеш или она. Мене за тоа ми се допаѓаат платформите дека секој поединец може повеќе да си каже што мисли. Е сега да не се косам од најпрвиот муабет што го направивте, од друга страна мене малку и ме нервира што тоа секој мислење се вреднува нели поединечно, на пример, луѓе зборат што не се компетентни за некоја тема. Тоа баш сакав да те прашам. генер- Дали младиве луѓе успеваат да ја слушнат вистината во медиумскиот шум што го прават многуте креатори овие што ги спомнуваш ти? Па Дали знаат да го препознаат тоа? па не знам сега вистина може да се земе како релативна работа понекогаш, мислам им. Да, се е релативно, нели? Ама мислам дека вака повеќе се стигнува до информации. Јас мислам дека е добро тоа што во денешно време повеќе се става акцент на некои нови на платформите, затоа што со тоа што може секој да се искаже, тоа значи дека има некој поширок спектар на информации и тоа е добро за секој сам да си донесе крајно мислење. А е таков е трендот на секаде, така што генерално го поддржувам ова ново време, условно кажам ново. Така, ајде да проговориме малце за спортот, може. Тука си Може што и за многу спорт, активен. да. Тоа е да премине на една тема која што мене многу лично вака ме допира во животот. Ретко кој знае, јас Ајде. сум еден од првите луѓе кои што одеше на комити, тоа е Вардар и комити, една од најголемата љубов во мојот живот. Уште 84-та почнаме, по 87 ги правевме и така натаму. Значи, Јас сум- имам чест да разговарам со еден од основачите. Ама сум им лют малце. Еј, зашто? Зошто сега ќе ти кажам, 92 година кога си степавме меѓу себе навигачите на Пелистар и на Вардар, тука во Скопје и тоа со звезда. ја Знам гледаме на нешто преварот. вака. До тој момент Вардар беше символ на цела Македонија, сите навијачи бевме обединети околу Вардар и кога се случи тој момент малце непријатно го почувствував. Пошто за нас Вардар Македонија беше и беше најголемата љубов. Ја користам оваа прилика да ги поздравам тие стара гарда, Джакус, Ане, Димо Комита и така натаму кои што ги памтам. И беше една од мојата најголема љубов во животот. Кажи ми, сметаш ли дека силен Вардар е многу битен и неопходен за Македонија одново да биде препознаена во Европа? Знаеме дека спортот е најефтината реклама. Говорам и во фудбал и во ракомет, дека не ми замерат битолчани. Па, овде мислам дека нема дискутирање. Вардар е национален бренд. Јас така го гледам тоа и Вардар за мене се поистоветува и со Македонија, национална гордост.
Но мислам дека Вардар па и не сме да ги заборави своите навивачи, својата поширока скопска јавност, а и не само Скопје, Вардар има навивачи од цела Македонија, има пример бев пред известно време во Берово, има голем графит комити Берово на пример. Тоа Вардар не е само Скопје, мислам, јас го гледам лично како некој македонски бренд. Знаеш кој беше првиот графит со комити? Како е? Сам првото знаме, комити Зрзе. Од едно прилепско село Зрзе, комити Зрзе, на Да, јужна знам- беше тоа Знам прво. дека имало повеќе, ама се не. Тоа беше прво вака што се сеќавам. Да, како што мислам, сега има една нова песна што е актуелна меѓу навивачите на Вардар, тоа е вика ти како Феникс од пепелта до врвот, од втора лига Вардар на место прво. Дефинитивно Вардар е бренд во Македонија и силен Вардар е нешто што мора да го има во Скопје, како во фудбал така и во ракомет. Јас спортот генерално го гледам, не знам, ете како нешто што е неопходно да го имаме, како што србите се ги имаат Партизан, Звезда, така мислам дека Македонија треба да ги има Вардар, но еве тука ќе ги спомнем и Пелистер, треба да има јаки клубови, јаки брендови. Затоа мислам дека имаше моментално претходниве 5-6 години еден период како некој намерно сакаше да го уништи Вардар, но благодарение на своите навивачи комити Вардар успеа да остане да се избори, да опстане, мислам најпрво да дојде во прва лига, па да опстане во првата лига и сега еве да атакува на титула, зборам нели за фудбалот. Такви намери имаше и во ракометот, но заради некои искрени, како да кажам, родолюби и навивачи на Вардар, целата приказна продолжи да живее. Тоа мора да го има апсолутно и мислам дека само со силен Вардар може да има и силна прва македонска лига. Ако видите на пример кога Вардар игра против некој тим во прва лига, единствено тогаш се полнат стадионите. Така, Така постои Вардар, додека постои Македонија, ќе постои Вардар. Би рекол, нели? Така, Добре, ево ми апсолутно. кажеш се полна стадионите. Да. Јас немам такво чувство. Самото тоа по себе, не, викам на пример, не знам, ќе земеме Да, да речеме Бренден одат, Силекс, нели, кога игра против некој друг тим, стадионот Ама празен. градска. Да, ама тоа е точно превескрената Да. празна која игра Вардар сем запад што е преполнував онаков како што треба да биде. Да. Ние Ја на пример сме нова тема малку и различно размислувам, на пример сметам дека ФК Вардар треба да има некој помал стадион. Стадионот 34.000 како националната арена што е Филип II, тоа ќе проески нели поново. Мислам дека е преголем за Вардар и тоа што има атлетска патека околу самото подалеку фудбалско игралиште прави малце да се подалеку и навивачите се и ја нема таа енергија. Мислам дека би било многу подобро, еве ова да спомнеме како идеја, би било многу подобро ако Вардар има некој помал стадион, да речеме 7-8 гледачи, каде што нема да има атлетска патека, оној англиски стил на навивање би го имало директно блиску до голот. Да. Да, ми се ствара една поубава енергија и мислам дека тоа треба да се размисли во следните години да се работи на некој Стадион проект, кој што да помал ќе биде. помал стадион за Вардар, 7-8 гледачи, кој што би бил директно до играчите, се ствара една поубава атмосфера. Но околу прашањето ова што го поставивте, како беше сега, мислам, зошто стадионите се уште се празни? Да, јас Мислам дека секој треба да тргне од себе. Еве на пример, имаше тука еден пример кај што репрезентацијата од 21 година во септември сега играше во Битола и имаше голема посетеност. Сега може условно ние се мразиме со битолчаните, иако ја никогаш не сум ги мразел како некои се непријатели, само ривали се. ги гледам како ривали, да, ја немам некоја си омраза како некоја Тама која работа. Битола точно. Ама нели алал диме што успеале за до 20 на година горе долу да го наполнат стадионот. Мислам дека најпрво треба да почне секој од себе си, а малку замерка наоѓам и кај инфлуенсерите и кај медиумите. На пример, кога се игра прва лига, кај нас нема доволно објави по Да. еве луѓе што имаат страници на пример по социјалните мрежи, по медиумите, нема доволно објави, малку е таму проблемот. Проблемот е дека секој од себе некако како да е се замрено, како луѓето да не им се оди ништо, да сакаат само да одмарат. Оживуваме малку, Се гледаат со доза на резерва и мислам дека еве во оваа прилика би сакал да апелирам да почнат полека медиумите да пренесуваат што се случува во првата лига, да почнат да пренесуваат општо повеќе спортски манифестации. На пример, овде имаме и навијачки групи кои што се трудат, тоа е добро да ги оживееме. Талентирана нација за спорт сме, јас би рекол. Талентирани луѓе сме. Па има многу и да има многу спортови индивидуални на пример кај што луѓево не ги цениме доволно. Сега го би кажал честни исклучоци кои што прават тоа се врати. Ја мислам дека ова треба да е да малце подолг процес, да кажам така, кој што луѓето ќе почнат полека да се враќаат на стадионите, да направат како што било
претходниот век, вие веројатно паметите кога била полна јужна кога играл Вардар. Сега ќе ти кажам еден вака Дедо ми кажувал, инаку вака за Вардар, највеќе тоа дедо ми останало, дедо ми вика со точаци, вика сме иделе од Ѓорче, вика до градски стадион, вика да го гледаме или кај да играл препол Вардар. стадионот Вардар. Да. Плюс сега што американската амбасада горе, луѓе се качуваа горе со двогледи да гледаат утакмица, пошто немаше големи трибини. Под трибините луѓе сите имаат транзистори во рака, сите слушаа фудбал. А 87 година од Македонија на надпревар со Раднички Ниш, отидовме Вардар да го гледаме во Ниш, 5.500 луѓе. Навијачка група, пола стадион го наполнивме тогаш. Тоа ме потсеќа на 2012 кога беше ракометот во Ниш, кога беше онака да, еуфорија речиси исполнет, мислам скроз исполнет од 3.500 луѓе од Да. Скопје, уште 1500 надвор од Скопје отидоа во Ниш и тоа беше изгледаше прекрасно во тој период. Да, епа. И уште еден интересен податок да ти кажам, Ајде, кога слободно. збориш за стадиони, далечната 63-та година македонските селеници од Австралија понудиле на тогашната сојузна влада на Југославија, или после земјотресот, изградат стадион од 100.000 луѓе, нема да веруваш, каде днешната нова пошта тука требало да биде, лоцина стадионот е требал само еден услов што го барале луѓе од Австралија било стадионот да се вика Гоце Делчев. И не прифатиле веќе. Не го изградиле никогаш. За прв пат слушам. Да, ова е информација Да. што мене ми ја пренеле по старите. Така ете. 63-та година било, ма замисли заради името нема шанси да биде Гоце Делчев, како Гоце Делчев да се вика. Стадионот во Чудно, Скопје. тоа нели? баш онака Па добре, во Така. Југославија има општи имиња, Да. стадионите Маракана, стадион на Јана. Градски. Нели така градски, било? Поголем градски беа, така Скопје Да. беше градски, потоа си го Да, знаев. да. Така, и мислам дека ете, ја, например, на мојот профил во последно време, некој ми стана, вика, спортска рубрика, вика, твојот профил. Тоа е најмногу од ова проста побуда што имам во мене, што се нервирам кога ќе отворам, например, да гледам, не знам, како низ цела Европа има народ по стадиониве, а ќе отворам кај нас, гледам празен стадион, на градски Вардар игра се собрале едва 500 луѓе. И тоа е нешто што ете ме нервира длабоко во мене и сакам тоа да промениме, па почнувам од себе. Нели апелирам за поголеми масовности да доаѓаат луѓе и мислам дека колку толку барем тоа вродува со плод. Има тука и повеќе спортски страници, особено на Инстаграм. Да, И мислам но- дека ете има некој нагорен тренд во последно време. Па, поготово во ракометот би рекол, бидејќи тука ме беа гости пред некоја емисија судиеве најдобри Ја гледав. двајца царови се и кажа, вика. Алал да има. Тоа е ел класико, да, вика што се случува скопските ракометни, мислам македонските дерби во ракомет, Да. Пелистер Вардар, Вардар Металург на времето, нели тоа било, вика, класично ел класико, не постои нешто во светот толку вика добро, вика, во ракометот како што е ова, вика. Да, ние ако сме, мислам, ние може од тоа да правиме и туризам. Значи ние може да правиме туризам од ракометното дерби Вардар Пелистер, како што има странци на пример што одат или не знам луѓе од кај да се на Фенербахче Галата Сарај да гледаат дерби да го искусат тоа искуство. Или не ел класико. Ние го тоа имаме, да гледаат. ние го имаме најдоброто ракометно дерби во Европа. Сега имаме 4 јаки ракометни тимови во прва лига. Вика добра ти идеја, ракометен. Така што туризам, ние да. треба ова и да го уновчиме како држава, така да привлекуваме туристи и тоа да направиме малку маркетинг дека ние навистина го имаме најдоброто дерби во Европа ракомет. И се надевам дека ќе остане така и ќе имаме јаки клубови, па подобрите да Судија нека земе во свет титула. дека најдобро имаме. Да, Дерби во подоброт. ракомет. Знам дека има и во Африка сега некои јаки тимови. Топ, таму се колата, кажуваше како изгледа тоа. Да. Во емисијата. Да, ама во Европа дефинитивно имаме најдобро и ете, мислам дека треба мацата да го гледаме као стратегија да привлечеме и некој турист. Добро размислуваш, ми се допаѓа како размислуваш. Ајде кажи ми, уште две теми сакам да отворам поврзани со тебе. Слободно. Едната е, колеги сме повеќе пати, значи во радио бевме, нели? Да. Заедно колеги. Па јас така во телефон, бичикле колега. Баш ми е драго. Значи, од неодамна започна и во ово улога кој што се денес воздиш еден подкаст, се вика Неславните. Така. Како ти се развива ова идеја? Прво име е многу интересно ми Да, е. па И колку е тешко вака да си од да. оваа страна на микрофонот? Не, најчесто ние нели зборуваме леле колку е лошо, леле колку е ова, обожаваме нели да кукаме, да се жалиме. И ја на пример ете сум почнал од мене да гледаш вака кои се гости пример на многу подкасти кои што се популарни у етеров, ќе видиш дека тоа се генерално некои луѓе што се поврзани со жолтата штампа, а луѓе кои што навистина заслужуваат. Не знам, ете ќе спомнам некој девојче хемија прва во свет. Ја никој не ја поканил да гостува оваа емисија. Има на пример, ќе кажам ете не знам Марко Печиновски од Охрид кој што го преплива нели, кој што направи повеќе Браво. Затоа ти се вика Неславните, а? Да, кој што пример, на пример не знам, има многу луѓе кои што придонеле многу за држава, што се вика дискретни херои да ги наречам,
кои што навистина придонеле нешто за држава, а не ги канат доволно по емисии. И седевме вака со еден другар, да кажем, негова беше идејава, вика, дај бе нешто направиме за луѓе, ајде, викам, може. Вика, ти да го водиш подкастот. Викам, кај да водам, викам, еден куп обврски, имам 2 работи паралелно, терам профилов. Да. Ајде, вика, ќе пробаме една емисија на 2 недели, вика, колку да има нешто. Почавме така, да речеме вака аматерски, неславните, затоа и се вика неславните, да ги направиме колку толку славни, оние кои што не се толку присутни во етерот. А заслужуваат. Да, Многу имавме заслужуваат. сега, например, зборувавме со Стојко Стојков претходнава недела, тоа ќе се емитува сега наскоро, кој што се бори за правата на македонците во Да, Пиринот. Имаме некои други пејачки кои што се доста, например, придонеле за државата, што викам. Имаме и доста идеи, спортисти, научници да каниме, историчари, и тоа ни е нашата идеја, да Браво, дадеме одлична идеја. медиумски простор на оние кои што навистина го заслужуваат. И треба да бидат познати. Така. Нели? Браво. Да, апсолутно. Тоа ми се допаѓа и ти посакувам многу успех со таа работа. На неколку пати спомна во текот на емисијата дека си човек кој што е остварен во бизнисот. Слободно можам да кажам млад предприемач. Колку храброст треба да се направи тој чекор кога си сам и млад влегуваш во еден приватен бизнис, во една непозната работа? Како е твојата приказна со твојот бизнис? Многу интересна приказна имам барем со тоа. Ја од секогаш сум сакал нешто да работам. Значи, 8 оделение кога бев, ја пошто така зборлив вака поприлично сум бил од секогаш. Прво работев во една книжарница, на пример. Отидов таму нешто копирам, абе ни треба човек кој да работи. Викам, ја ќе помогнам, што? И на пример работев во 8 оделение кога бев. Не знам сега точно, мислам дека 200 денари или 500 денари неделно зимав. И така тоа на лета распуст, 8 оделение спрема прва средно. Јас бев последна генерација 8-ретка што бевме. И тоа, на пример, сум работел потоа во магазин, сум работел. Не се срамиш да работиш. И човек Не, не треба да се срами апсолутно да не. работи. И на Work and Travel кога бев, на Work and Travel на 19 години бев во Германија. Тоа многу се срама да кажат дека работеле во некоја си амалска работа, што е аргатска, воопшто не се срам, нели, често сме ги заработеле. Така? Да. Ама и Трамп има работа на Макдоналдс, знаеш? Така, да. Имаше еден статус или тој, како на... кај што се споредуваш со Трамп, и Да, како сме имав работеле одамна. во Не, Макдоналдс. ама како вика некој, на пример, нели избегнува со друг термин да кажат, викам, ако ја гледаме така, сега ја викам што бев чистач во Макдоналдс да напишам, работев во секторот хигиена во една високо профитна американска компанија. Мислам, работев чистач во Макдоналдс, чистев, носев послужавници и слично. И мислам, тоа ми го другото сум работел и сега ја од секогаш мислам сум имал идеја дека сакам да почнам нешто свое. Има една доста интересна вака разговор во мало на клуб и со другара, ме сакам да почнам нешто, а бе викам мој работат со алоe вера, производи продаваат. Викам ајде да чујам што е тоа како е. И така сосема случајно со другарот што седевме мало, комшија е мој, неговите кои работеа. Тоа почнав со нив и мислам дека да не одам сега во детали, ама ете сам Добре, почнав. окей си. Сам почнав да бев прв што на Инстаграм тоа го прави во Македонија. Така успеав да развијам ете страници. Па Денеска си свој човек на 26 години. Да. Сам си заработуваш. Во кратки црти мислам, почнав да работам тоа најмногу преку социјални мрежи. Успеав да искористам окната на социјалните мрежи за продажби. Па не потоа не само социјалните мрежи, видов како е со вебсајтови, кога се научив што почнав јавно да држам говори, па така да ширам и тим на луѓе за продажби. И со тоа еве мислам веќе на 26 години имам развиен тим и структура на луѓе кои што го работат тоа, 100 или повеќе редовни клиенти. Така што мислам ете, успеав од продажбата тоа цело време се едуцирав, нели во денешно време да имаш бизнис треба постојано да се едуцираш, тоа многу луѓе тоа гледаат како изгубено време, а мислам дека како беше она знаењето е сила, знаењето е моќ. Алал нека И ти многу. само уште една работа за крај, јас сум мојов профил, точно сум имал некои патриотски теми и слично, ама јас сум имал, пример сум пишувал за предприемништво, за финансиска слобода и слично, и сега некои од овие да ги речам луѓе што не ме почитувале толку, знаат да кажат: "Еј, абе ти брат, вика како вика албанци реагираат на што пише она." Викам: "Како реагираат?" Викам: "Јас со нив викам си разговарам за крипто, јас со нив си разговарам викам за акции, Ама и тоа е- за предприемништво." тоа е патриотизам. Јас викам па баш тоа викам. Јас викам немам проблем викам да разговарам на тие теми со нив. Ја тоа гледам низ таа призма. Ја мислам дека како горд македонец можам слободно да разговарам со нив на некои такви теми. Како тебе на Македонија, да знаеш, ти си доказ и инспирација за многу млади луѓе.
Фала уште вакви како тебе и Фала ви многу, Е, вака многу малку инспиративно, непријатно ми е мотивирано. кога кажувате ова. Не, јас сум многу искрен. Многу кажувам, има Ви постари благодарам. од тебе, ти си 26 години, има луѓе на 36 години што чека мајка му да му дае кутија цигари и кафе дента заради него. Стопче за кафе. Не може да работи тој сточе за кафе, сваќаш. Што сега ќе работам ја? Денеска ќе бидам утоварач или утре ќе бидам ти што викаш Да. хигиеничар? Не, ќе си чекам на 35 години. За жал таквите Еве на се 26 години. Ги има. Океј си, така. да. Си задоволен во поголем дел. Никола, негде стигнуваме до крајот на емисија, отприлика тука сме многу брзо ни помина, се замуабетивме. Па да, и мене ми лет на времето. Сакам еве на крај вака една порака да испратиш до младите луѓе во Македонија, би сакал како човек кој што има многу интересни ставови поврзани за ова денеска што се вика Република Македонија. Да. Каква порака би им пратил на младите? Па порака ќе биде како заклучок од целава емисија тоа што го збориме. Генерално мислам би кажал дека најлесно е се критикува и најлесно се зборува како нешто не чини. Треба секој од себе да почне да нешто да сака да смени, бидејќи само така може да ја имаме промената во општеството која сакаме да ја видиме. И апсолутно дека точно е, не е идеално, не е сјајно, но мислам дека само ако ние како млади луѓе се трудиме и се бориме нешто да придонесеме, може промените да станат реалност. Би сакал не да мете да ги охрабрам, ова што го зборевме последно, би сакал да ги охрабрам да пробаат со бизнис секторот да бидат истрени во тоа што го прават. И мислам дека знаењето и образованието е нешто што не движи напред, да се едуцираат, да вложуваат во образование и само така мислам дека може да се стигне до нешто напред и тоа е да си ја сакаат својата држава, да има локал патриотизам, така ќе има и патриотизам и тоа е тоа, не знам вака завршни зборови. Јас ми останува Што да викаш? ти Освен заблагодарам тоа. многу, Никола, што беше гост и многу инспиративна емисија направивме. Многу ми е драго кога гледам млад човек со вакви ставови како тебе. Ретко се случува тоа во Македонија. Ти посакувам многу успех. Пред се на професионалното поле, по пријатниот живот. Да се гледаме повторно за некоја друга и убава работа во некоја друга емисија. Ви благодарам за поканата, стварно вака доста пријателска атмосфера. Пријатели Мене сме, нели? доста ми беше интересно, вака забавно и ви благодарам што ме поканивте, ако има пак би дошол. Ти благодарам. Тоа беше најновото 13-то издание на емисијата Проверитас од втората сезона. Се надевам дека уживавте во разговорот со Боемот. Премиерата е во четврток од 22 часот, следете не на сите мрежи. Ви благодарам. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.